Почитувани граѓани, почитувани медиуми, денес повторно гледаме како партизацијата и неспособноста на ВМРО ДПМН директно ги доведуваат граѓаните во опасност. Радарот во контролата на летање на Скопскиот аеродром е расипан. Тоа значи дека секој авион што слетува во Македонија сега зависи од импровизација, бавни процедури и надворешни радари од соседни земји. Ова почитувани не е само технички дефект, ова е последица на насилното вдомување на партиски кадри во една од најважните институции за безбедноста на сите нас. Наместо професионалци, таму се вработуваат луѓе по партиска линија, и јасно е дека сега ќе гледаме хаос и ќе гледаме импровизација. Дури и македонското небо е во ризик од партизацијата која ја спроведува ВМРО ДПМН секој ден. Власта беше глува на сите предупредувања на контролорите дека клучната опрема, вклучително и радарите и софтверот, е на работна функционалноста. Новото раководство вети дека наскоро ќе се инсталира целосно нов систем, но тоа не се случи. Сега ќе понесе ли некој одговорност за ова од власта? Наместо решенија, ВМРО ДПМН ја претвори македонската навигација во нов плен за партиски вработувања и договори за своите. Денес, почитувани, резултатот е јасен. Граѓаните и патниците се изложени на ризик. Македонија изгледа несериозно пред светот. Институцијата, што треба да биде символ на професионализам, е сведена на партиска филијала. Ова е истиот модел кој го гледаме насекаде, од здравството до образованието до јавните предпријатија. Секогаш кога ВМРО ДПМН ќе се вдоми во некоја институција, следуваат корупција, неработење и следува колапс. Државата не смее да биде приватна фирма на една партија. Граѓаните заслужуваат институции што функционираат, кадри избрани по знаење. Затоа денес прашуваме: кој ќе ја преземе одговорноста за расипаниот радар? До кога безбедноста на граѓаните ќе зависи од импровизациите на ВМРО ДПМН? Уште колку институции ќе паднат во колапс пред ВМРО ДПМН да признае дека нивниот модел на владење е опасен и е погрешен? Граѓаните гледаат и граѓаните паметат. СДСМ ќе продолжи да се бори за враќање на институциите на професионалците и на граѓаните, затоа што само така можеме да изградиме безбедна и да изградиме сигурна Македонија. Ви благодарам.